Лековите кои досега граѓаните ги плаќаа од свој џеп, од понеделник ќе им бидат достапни со рецепт. Новите 9 генерики кои се на позитивната листа ќе бидат на сметка на државата. Пациентите со кардиоваскуларни заболувања и невролошки состојби ќе имаат полесна достапност до современа терапија, која што се очекува да даде подобри резултати. Според министерот за здравство и премиерот, ова е голем чекор, а граѓаните заслужуваат подобра здравствена заштита. Следен чекор е да се испита можностите за оптимизирање на финансирањето, како гаранција дека позитивната листа редовно ќе се ревидира и ажурира во чекор со потребите на нашите луѓе и со напредување на технологијата во делот на лековите. Приоритет е да се обезбеди секој граѓанин да има пристап до лековите што му се потребни, без да се соочи со финансиски потешкоти. Наша должност да ги заштитиме граѓаните и да му служиме на нашиот народ. За да ги надминеме постоечките предизвици и да ја постигнеме посекуваната мисија, мораме неуморно да работиме. Од Светската здравствена организација го поздравија чекорот на владата за ревидирање на листата со лекови, но и реагираат дека многу луѓе, не само во Македонија, секаде во светот, се борат да врзат крај со крај и мора да изберат помеѓу плаќање на трошоците за здравствена заштита или за храна и основни потреби. Зголемената инфлација, прекините на санџирите на снабдување и лекови само ги влошија работите. Повторно, кога нема лекови, помалите пазари се оние со кои што се соочуваат со тешки проблеми кога станува збор за пристап до нив по достапни цени. После 15 години позитивната листа на лекови конечно е ревидирана. Терапии за висок крвен притисок, за деменција и антидепресиви за неколку денови ќе бидат подостапни за пациентите. Изминатиот период граѓаните беа осудени да плаќаат за лекови од свој џеп и често ги набавуваа во странство, бидејќи во земјата не беа достапни. Повеќе од деценија и пол, повеќе министри беа убедени дека ќе има ревидирање на листата, но освен ветување и формирање на комисии, граѓаните не почувствуваа бенефит. Владата најави дека ова е само почеток на промените во позитивната листа на лекови. Во следните месеци ќе има ново надополнување на медикаменти кои ќе бидат на товар на Фондот за здравствено осигурување.